денеска одвојуваме време да видиме како помина оваа година што е на поминување во сообраќајот во Македонија. Затоа ја поканивме госпоѓа Сузана Праник-Талевска, портпарол на Министерството за внатрешни работи. Како ја оценувате 2023 од аспект на сообраќајот? Па добро, прво ви благодарам на поканата. Чест е да се биде гостин во оваа емисија со толку долга традиција. Кога сме кај сообраќајот, тоа не е секогаш жешка тема, иако статистиката покажува дека во поглед на сообраќајни незгоди со тешки телесни повреди и со жртви, годинава е подобра од изминатата година. Се уште не би одела со бројки, бидејќи официјалните статистики не се готови, меѓутоа првите две причини за сообраќајни несреќи се уште остануваат неприлагодената брзина и управување на возило под дејство на алкохол. Токму овој период сите сме малку поопуштени, ја испраќаме годинава што заминува, ја дочекуваме новата со најубави желби и секогаш со една чашка повеќе. Што превзема сообраќајната полиција? Што ќе превземе за овие новогодишни празници, бидејќи конзумирањето на алкохол е зголемено? Дали ќе има некоја толеранција или законот ќе се почитува до крај? Напротив, сообраќајните контроли ќе бидат засилени во овој период и оние редовните и акциските контроли, посебно за алкохол, бидејќи статистиката покажува дека сме народ кој не може да слави без чашка алкохол. Меѓутоа, пак статистиката покажува и дека се повеќе од година во година стануваме свесни за ризикот кој го носи алкохол при управувањето на возило и ризикот и за сопственото здравје и живот, за животот и здравјето на сопатниците, меѓутоа и на другите учесници во сообраќајот. Некако се чувствува намалување на бројот на прекршоци годинава, или еве да го земеме например, декември месец, кога трајат тие корпоративни прослави, пријателски дружења, излегувања и така натаму, па и самата предновогодишна и новогодишна ноќ, намален е бројот на прекршоци, што укажува дека сепак овие превентивни и репресивни мерки кои беа зајакнати во изминатиот период од страна на сообраќајната полиција на територијата на цела држава, сепак вродуваат со плод. Сепак ни доаѓа до свеста дека ако нема ништо страшно во консумирањето на алкохол, меѓутоа, ако сме консумирале алкохол, не мора дома или не смееме во возилото да го управуваме за да стигнеме дома. Има такси превоз, има трезни пријатели, има трезни сопружници дома, да речеме, кои можат да дојдат и да не земат. Да, така е. Секогаш е поевтино да се плати такси отколку да се одземе, да се изгуби возачка дозвола или да се платат глобите кои не се ни мали. Да, тие зависат од количеството на алкохол, меѓутоа се движат од 225 до 375 евра. Воедно тоа значи исклучување од сообраќајот и значи одземање на возачката дозвола. Меѓутоа, ништо од тоа не вреди толку колку што вреди човечкиот живот. Статистиката покажува дека на ниво на држава во текот на месец декември 2023 изречени се 437 прекршочни платни налози и тоа е 1/3 од, да речеме, минатогодишната декемвриска статистика на ниво на Македонија, која изнесуваше 1300 прекршоци. Преполовено. Па, во суштина третина е. Меѓутоа, тука би сакала да напоменам дека се земени резултатите, односно статистиката до 15 декември, што значи таа бројка секако ќе расте до крајот на декември, ама, повторно ќе кажам, се чувствува некоја тенденција на освестување кога станува збор за управување на возило под дејство на алкохол. При тоа СВР Скопје останува најжешката точка со најголем број на санкции, да речеме лани во декември околу 400 санкции, а годинава... Дали, се извинувам што ве прекинувам, дали тоа значи и одземање на возачки дозволи? Па генерално значи, не во 100% од случаите, меѓутоа генерално значи. Декември 2023
до некаде половина месец, 92 санкции, а веднаш потоа следи подрачјето на СВР Битола, кое што исто така има голем број прекршоци. А најбезбедно би рекла во овој сегмент е подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово или, доколку уште повеќе специфицираме, Гостивар, да речеме, кој има најмалку прекршоци во однос на управување возило под дејство на алкохол. Кога станува збор за исклучувањето од сообраќај со поголема количина алкохол од дозволеното, дали можете да ни кажете некои неславни рекорди? Па, еве, например, во текот на изминатата година на подрачјето на СВР Струмица е изберено рекордно количество на алкохол во крвта, тоа е 5,31 промил. 5,31 промил? Да. Тоа е алкохолно труење? Впрочем, по сите здравствени показатели, да, тоа е така. И исто така на подрачјето на СВР Битола, исто во оваа година, во текот на оваа година, измерено 5,01 промили и тоа во месец август. Најавивте зголемени контроли за 31 вечерта и 1 јануари. Секако. И јануари е полн со празници, да не заборавиме, така што сообраќајните контроли со зајакнато темпо ќе продолжат и во текот на следните месеци, односно првите месеци од новата година. Колку и да звучи репресивно, сепак овие статистики покажуваат дека се подобрува состојбата во сообраќајот и тоа е за поздравување. Што не очекува во 2024 година од аспект на контрола на сообраќајот или дали ќе има некои промени, зголемување на казни, надзори? Надзорите ќе си продолжат и превентивните активности. Сепак годинава на територијата на државата се реализираа голем број превентивни активности, како во склоп на оперативниот план Безбедно лето, така и со отпочнување на училишната година, учебната година и понатаму во есенскиот и овој зимскиот период, од кои речиси половина беа насочени токму на теми за зголемување на безбедноста во сообраќајот. Тоа темпо ќе продолжи во однос на превентивните мерки и во идната 2024 година и она што веќе се најавува по медиумите, тоа е надградбата на системот Безбеден град, кој треба да придонесе за уште поголема безбедност. Тоа е она поставување на камери на одредени места, обично критични точки, каде што човечкиот фактор ќе биде, значи, во смисла на изрекување на репресивни мерки ќе биде сведен на нула, односно камерата ќе си го покаже прекршокот токму онака како што бил направен. Кога очекувате да почне да функционира тој систем Безбеден град? Јас не би шпекулирала се уште, значи сето тоа е во подготовка, надградбата е во подготовка. Кога ќе биде се готово, Министерството за внатрешни работи секако ќе го најави и ќе го промовира. Се надевам дека ќе имаме шанса и да видиме како функционира пред да тргне во функција самиот систем. Секако тестирањето ќе го покажат тоа, а тие се задолжителни пред да почне официјално да стартува овој систем. Јас многу ви благодарам што одвоивте време да бидете наша гостинка и да ги презентирате овие позитивни резултати за нашите гледачи и да ве потсетиме дека полицијата нема да има милост за најлудата ноќ и дека ќе биде расположена да ги исклучи сите оние од сообраќај кои претерале со конзумација на алкохол.